Уште едно разочарување доживеа љубителите на женскиот фудбал во Кочани, откако екс-шампионките доживеа пораз од конкурентот Драгон со убедливи 3:1. Кочанчанки на дербито заминаа како потајни фаворити, бидејќи Драгон во однос на лани е ослабена за двете најдобри фудбалерки, а освен тоа за скопјанки не играа ниту Ана Веселинова и Станкица Атанасова. Но ваквата ситуација не ја олесни задачата на гостинките, кои само во првото полувреме остварија водство од 1:0 при 2 промашени пенала за противникот. Во вториот дел девојките на Драгон доминираа на теренот и помогнати од судиите постигнаа 3 гола за сигурна победа од 3:1. Инаку на ова дерби на полусезоната му претходеа препукувања околу делегираната судиска тројка, бидејќи управата на ЖФК Кочани бараше изземање на судиите, од кои двајца од Скопје. Надлежните во Женската фудбалска федерација го одбија истото и дозволија скопјани да им судат на скопјанки против кочанчанки. Раководството на клубот дури расправаше за неиграње на надпреварот, но на крајот сепак преовлада спортската димензија и кочанчанки отпатуваа во Скопје, односно во Пржино. По срамното судење меѓу фудбалерките и управата на клубот се дискутирало за напуштање на правенството, за што биле подготвени и други екипи, огорчени на начинот на кој функционира првата лига за жени. Иако негативните појави во женскиот фудбал се евидентни, сепак кога е во прашање играта на екипата на ЖФК Кочани, многу нешта се недефинирани и наведуваат на самокритичност. Со такав состав, кој во градот на Оризот игра веќе 3 сезони и кој ги води троен тренерски кадар, симптоматични се поразите од единствената посолидна екипа во правенството, која со помалку квалитет, но повеќе желба и мотивираност им зема мерка на префалените звезди. Ако условите и финансискиот дел кој ги обезбедува управата се најдобри во државата, тогаш вината мора да се бара или во тренерскиот троец или во фудбалерките.